Почитувани наши, добре дојдовте на каналот на YouTube, насловен Во фокус со Силвана Павловска. Денес е 18 август 2025 година. Оваа програма се емитува од Мелбурн, Австралија. Денес ќе зборуваме за нешта кои што скоро сите од нас се погодени од исходот од истите мерки превземени кои што нажалост до ден денес важат, бидејќи никакви мерки или потези не се превземени околу овие нешта. За што се зборува? Вие многу добро знаете, ако го следите овој канал, дека јас имам посветено доста епизоди околу промената на името со разните договори подпишани меѓу Република Грчка и она што е од Бугарија. За тој предмет имаме зборувано од научна и правна гледна точка, именно го цитираме во целост делото на професор доктор Игор Јанев. Ако не сте ги слушале тие епизоди до сега, ве молам, слушнете ги за да се запознаете повеќе. Тие се на англиски јазик. Ако го разбирате англискиот јазик, одлично. Ако не, испратете ги на оние што го знаат англискиот јазик. Сега, Игор Јанев. Продолжуваме со професор доктор Игор Јанев, кој во јуни месец, почетокот на јуни оваа година, објави една нова статија. Морам да спомнам тука дека тој редовно пишува и ова прашање се труди да ни го држи во нашата свест со цел да се превземат некакви мерки, не само од страна на јавноста, туку од страна на оние кои што всушност ја имаат таа одговорност да преземат мерки, а тоа се политичарите, се разбира, и оние кои што се така наречени стратешки партнери во Македонија. Насловот на оваа статија од професор доктор Игор Јанев е: името на државата е дискреционо суверено право, не постои условен прием во Обединетите нации. Тоа е насловот. Професорот Јанев пишува: во аналите на меѓународното право ќе остане запамтен случајот со дополнителните нелегални услови за прием на Македонија во членството на Организацијата на Обединетите нации, позната како ООН, како флагрантно кршење на незината повелба, на ООН. Бидејќи повторувањето е мајка на знаењето, накусо да се подсетиме на стратегијата за решавање на прашањето за името на државата Македонија, која ја понудив уште во 1993 година. Во постапката за прием во членство на ООН, Република Македонија беше условена со два дополнителни услови надвор од пропишаните со членот 4 од повелбата на ООН. Со советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година за недопуштена се смета постапката за прием во членство на ООН со дополнителни услови надвор од општите пропишани во членот 4 од повелбата на ООН, државата да е миролюбива и да ја прифаќа повелбата на ООН. Ова советодавно мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година, истата година беше прифатено и од Генералното собрание на ООН, како толкување на членот 4 од повелбата на ООН. Имено, дополнителните услови за прием на државата Македонија во ООН, деноминација и
pregovori za името се во спротивност со членот 4 од повелбата на ООН и со советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година. Овие два дополнителни услови ја надминуваат временската рамка за прием во ООН. Имено, не постои условен прием во ООН. Повторувам, не постои условен прием во ООН, пишува професор доктор Игор Јанев. Од тука, државата Македонија не е рамноправна со другите земји членки на ООН и Генералното собрание на ООН не е должно да ја разгледа резолуцијата за продолжување на членството на државата Македонија во ООН под незиното единствено име Македонија. Тоест, да прочитаме ова реченица уште еднаш, од тука државата Македонија не е рамноправна со другите земји членки на ООН и Генералното собрание на ООН е должно, тоа е должно да ја разгледа резолуцијата за продолжување на членство на државата Македонија во ООН под незиното единствено име, а тоа е Македонија. Изборот на собствено државно име не создава права за таа држава, ниту пак наметнува обврски за други држави. Затоа, името на една држава само по себе нема никакво значење во квалификациите кои може да се земат предвид при приемот на таа држава во членство на Обединетите нации. Со првиот модел, државното име Македонија во ООН се воспоставува со резолуција на Генералното собрание на ООН. Врз основа на советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата во Хаг од 1948 година и фактот дека Република Македонија ја завршила постапката за прием во Советот за безбедност на ООН со ставот, општите услови за прием се исполнети. Македонија само треба да побара продолжување на членството во ООН. Македонија само треба да побара продолжување на членството во ООН под државното име Македонија. Со просто мнозинство од присутните на Генералното собрание на ООН, Македонија може да го продолжи членскиот статус во ООН под државното име Македонија, вели професор доктор Игор Јанев. Тука нема никакво сомневање, нити прашалник, тоа е факт. Факт, ова што го зборува професор Игор Јанев. Вториот модел подразбира уште еден меѓучекор. Генералното собрание на ООН, како во 1947 година, со резолуција да постави прашање до Меѓународниот суд на правдата во Хаг, дали условите за прием на Македонија во ООН се дополнителни во однос на пропишаните во членот 4 од повелбата на ООН. Меѓународниот суд на правдата во Хаг треба да се прогласи за надлежен и да утврди советодавно мислење дека при приемот на Македонија во ООН се поставени дополнителни нелегални услови. Деноминацијата поранешна Југословенска република Македонија и обврската да преговара за собственото име, односно за собствениот правен идентитет. По добивање на советодавното мислење од Меѓународниот суд на правдата во Хаг, дека условите за прием на Македонија во ООН се дополнителни, нелегални, Генералното собрание на ООН треба да го прифати и да го елиминира временото обраќање, односно деноминацијата The Former Yugoslav Republic of Macedonia. Заедно со нелегалното барање за преговори за името. Со оваа иста резолуција, всушност треба да се овозможи правото и државното, тоест да се овозможи правото на државното име во ООН, Република Македонија. Со резолуцијата на Генералното собрание на ООН, членството би било продолжено со државното име Македонија. Вели професор доктор Игор Јанев. Јас не се спорам со него. Вие се спорите?
Hm? Крайно, државното име не се креира со билатерална спогодба, тоа подразбира дека постоел спор, а спорови за името не постојат. Спорови за името не постојат, поради што ваквите договори се невалидни. Историјата е нерелевантна за името на државите. Секој има право да си ја толкува историјата како што сака, никој нема ексклузивно право врз неа, ниту некој имал монопол на друг да му ја ограничува според собственото читање. Истава всушност стратегија важи и сега при деноминацијата. СМ, да не кажувам целото име, со еднострано раскинување на спогодбата Димитров Коцијас од 17. јуни 2018 година. Повторувам, истава стратегија важи и сега при деноминацијата СМ со еднострано раскинување на спогодбата. Нема потреба за расправи, Силвана коментира сега. Нема потреба со расправи, нити барање на право, дали или не. Тоа е еднострана од страна на Македонија да се раскини спогодбата со ДК од 17. јуни 2018 година. Само треба премиерот или председателот на републиката да достават нота за еднострано раскинување на спогодбата ДК од 17. јуни 2018 и продолжување на членството во ООН под државното име Македонија. До владата во Атина и генералниот секретар на земите членки на ООН. Овде не гледам ништо болно. Ова е потек кој што требаше да се направи во првите денови на превземањето на власта од страна на ВМРО ДПМН. Тоа нешто, според моите сознанија, не е направено, нити пак се дискутира, нити пак се превземаат некакви мерки, се замолчува, никаква синота. Дали е некој писмен таму во Македонија? Ако не знаете англиски, слободно обратете се до нас. Ние сме стручњаци овде. Во Австралија, Америка, Канада, каде и да сме. Образовани, научни лица. Може да ви помогнат да составите една таква нота. Еве и самиот професор доктор Игор Јанев ја нуди неговата помош и може да ви помогне при тоа. Така да го повикуваме премиерот на Република Македонија, господинот Мицкоски, и председателката Гордана Давкова да превземат мерки, затоа што ние, македонскиот народ, кој што живее надвор од границите на Македонија, меѓутоа се уште се смета за македонец, македонка и својата татковина Македонија, е мошне загрижен за неучтивоста кон ова прашање од страна на политичарите и председателката. И бараме на овој начин, преку ова програма во фокус со Силвана Павловска, не сум јас единствена која што зборувам за тоа во Австралија, имаме многу луѓе кои што се доста загрижени и ги изразуваат нивните фрустрации дека ништо не се превзема. Знаете дека ние што живееме во Австралија сме погодени од тие одлуки донесени од ДИК во 2018, затоа што името на нашата татковина во изводот на родените или изводот на венчаните или на било кои други лични документи и пасоши и така натаму стои зборот СМ. Како јас, Силвана Павловска, родена во Скопје, да сум родена во СМ. Па не може тоа, луѓе. Меѓутоа овде властите го сменија тој код и пишува дека потекнува или е родена Силвана во Северна Македонија. Северна Македонија никогаш не постојала, нити постои и едноставно нота еднострано раскинување на спогодбата меѓу тој Димитров
кој што ја представуваше Македонија и тој Коцијас кој што бил одговорен во тоа време за да подпишува. Тие подписи не се важечки, тие подписи не се легални. Ве молам, почнете да превземате некакви мерки и уште еднаш ви нудиме помош и поддршка, морална и било каква друга. Обратете се до нас за да работиме заедно за да се смени состојбата. Сите сме погодени. М? Не е нешто што треба да се замолчи и да не се превземат мерки. Се работи за нашиот идентитет. А да, вие знаете дека идентитетот за македонскиот јазик е народ е многу важен. Преименување на една држава од страна на друга држава, измислувајќи дека има некаков спор за името и тоа како услов за влегување како член во Обединетите нации. На англиски би рекле it is a joke. It's a joke. Се дозволи, но треба да се превземи нешто за да се тоа раскине. Да се комплетно аболира и да се заборави тој дел во историјата на нашиот народ и земја. Еве една друга статија од доктор Игор Јанев, после мојов коментар. Ова е мој коментар како независен новинар со долгогодишно искуство. Порано во СПС радиото на македонски јазик, а пред тоа на радиото 4EB во Брисбан, Куинсленд. 29. април оваа година, професор Игор Јанев, договорот Димитријас Коцијас нема валиден идентитет за државата Македонија како договорена страна или договорна страна и затоа е ништовнен. Значи, уште една статија од Игор Јанев околу тоа и ве молам да се стрпите и да ја сослушате истава. Не е долга, како што не се долги и другите, освен она која што содржи многу епизоди посветени на самиот договор кој што ви го представува професор доктор Игор Јанев преку мене. Преспанскиот договор, склучен на 17. јуни 2018 година, е без валиден идентитет на државата Македонија како договорна страна и затоа е ништовен. Не може да произведе правно дејство. Не може да произведе правно дејство. Вие што знаете за правото, го разбирате тоа. За другите што не го познаваат тој поим толку многу, да продолжиме со статијата. Македонија во постапката за членство во Организацијата на Обединетите нации беше принудена на два дополнителни и нелегални услови. Прием во времето обраќање поранешна Југословенска република Македонија, а потоа, тоест на англиски the former Yugoslav Republic of Macedonia, и принуда за разговор што е преговарање за своето име со една друга држава. Со друга држава. Приемот на државата Македонија во Организацијата на Обединетите нации е извршен под времено обраќање, односно правно под режим на привремена деноминација. И тоа само во системот на Организацијата на Обединетите нации, како поранешна Југословенска Република Македонија или на англиски the former Yugoslav Republic of Macedonia. Деноминацијата како последична нелегална обврска и предходно нелегален услов, како нелегална per se, само по себе, е непримамлива за идентификација, тоест неприменлива за идентификација на една држава во меѓународните и дипломатските односи или политички договори. Деноминацијата поранешна Југословенска република Македонија во системот на Организацијата на Обединетите нации представува нелегална дискриминација во членство и представување, односно нелегална обврска повеќе само за една држава, членка на Организацијата на Обединетите нации. Деноминацијата по својот опис се однесува само за представување во Обединетите нации, но не и надвор од системот на Организацијата на Обединетите нации. Не и надвор. А зошто тогаш ги сменија пасошите со СМ?
Izdava SM. Što ima to nešto vrska? Državite i pred i po začlenovanието во Организацијата на Обединетите нации немаат обврска да имаат какви било дипломатски односи со друга држава и во секој момент поседуваат суверено право дипломатските односи со кого било да ги раскинат. Овој факт не влијае врз правниот статус на членката во Организацијата на Обединетите нации. Македонија во 1993 година и не мораше воопшто да има дипломатски односи со Грција, а камоли правниот статус да ни зависи од договорот или признанието од една членка на Организацијата на Обединетите нации. Дополнителните услови при приемот креираа ултравирес акт или ултравирес е латинска фраза, латински зборови, што значи дејствување надвор од овластувањата или авторитетот при зачленувањето во Организацијата на Обединетите нации, како што е опишано во советодавното мислење на Меѓународниот суд за правда од 1948 година, прифатено и со резолуција на Генералното собрание истата таа година како толкување на повелбата на Организацијата на Обединетите нации. Од тука, референцата не е легален институт и не е легален термин или категорија. Таа, како нелегална, не обезбедува легитимација на државата членка во Организацијата на Обединетите нации и легитимитетот на државата при склучувањето на меѓународните договори. Нелегалната референца накусо ПЈРМ не е дел од меѓународно правниот, па така и внатрешно правниот субјективитет на државата, бидејќи го деградира тој уставен идентитет и својството на правното лице. До крај правниот субјективитет или оспорува, односно негира, со самиот факт дека не припаѓа во основните капацитети на субјективитетот на една држава, туку го оспорува. Оттаму, ПЈРМ не е ниту правен идентитет, поточно не е државно име, бидејќи правниот идентитет е елемент на правниот субјективитет, својството за договарање. Во моментот кога е воведено привременото обраќање ПЈРМ, не е дел од субјективитетот и не е идентитет. Македонскиот државно-правен идентитет постои и продолжува да екзистира во договорите со другите држави. Тој државно-правен идентитет кој државата Македонија го поседува и пред да влезе во ООН во 1993 е уставното име Република Македонија. Имајќи предвид дека државата Македонија за членство во Организацијата на Обединетите нации аплицирала под името Република Македонија, е деноминацијата деноминацијата не е валиден идентитет, поточно не представува валиден дел од правниот субјективитет, бидејќи не е валидно име за склучување договори надвор од ООН системот. Единствен валиден идентитет за склучување на меѓународните договори до уставните промени на 11 јануари 2019 година е уставното име Република Македонија. Преспанскиот договор, склучен на 17 јуни 2018 година, е без валиден идентитет на државата Македонија како договорна страна и затоа е ништовен. Не може да произлезе правно дејство. Но за жал, како регистриран акт во Организацијата на Обединетите нации, истиот тој креира правно дејство, па оттаму мораме да констатираме дека договорот е нелегален. Дејството на договорот има за последица ново име во Организацијата на Обединетите нации, забрани за користење на зборовите Македонија и македонски, со што ваквиот договор со ерга омнес белези е етноциден и културоциден. Замислете, не е дозволено се користат зборовите Македонија и македонски. Каков е тој договор? Во чија полза е тој договор? Го знаеме ние тоа во чија полза е. Зар тие што се подпишувале на тој договор, тој Димитров и така натаму, што ја застапувале македонската влада, зар тие луѓе се писмени, зар имаат некаков мозок во нивната глава?
М? Имаат некако капка мозок или свест за тоа што го прават и се уште се на слобода. Да подсетиме, правило во меѓународното право е меѓународните договори во случајов за државата Македонија, што не се склучени со валидниот идентитет Република Македонија. Не се правно валидни договори, бидејќи основен елемент или атрибут на договорот е сите страни да имаат валиден правен идентитет при исклучувањето на актот. Договорно право, представување, договарање, ратификација и извршување на договорот. Идентитетот мора да биде валиден во сите фази до стапувањето во сила. И во Македонско-Грчката привремена спогодба од 13 септември 1995 година и во Преспанскиот договор од 17 јуни 2018 година, за втора страна исто така немаме валиден правен идентитет. Втора страна, под наводници. Која е таа втора страна? Така пишува во договорот, нели? Него користат зборот Македонија и македонски. М? Хм. Исто така немаме валиден правен идентитет. Преспанскиот договор е склучен без валидна правна идентификација за втората страна. Првата страна? А? Која е првата страна? Дури ни ПЈРМ не постои за втората страна. Оттаму, поради немање валидна идентификација, Преспанскиот договор е невалиден и како таков, имајќи предвид дека има и произведува правно дејство, тој е нелегален договор и точка. Овој договор, како што првобитно е постулиран и замислен, би можел да има, како и референцата, порано лимитирано правно дејство само за потребите во Организацијата на Обединетите нации. Ова беше погрешно и лаичко толкување на правните експерти во Организацијата на Обединетите нации. Тие носат одговорноста исто така. Паднаа во вода теориите за двојно име. Државното име, правен идентитет, секогаш важи ерга омнес. За жал, на крајот договорот е регистриран во он и произведува ерга омнес правни последици и се смета за валиден, а една од последиците е нашето ново државно име во Организацијата на Обединетите нации, Република Северна Македонија. Со цел куп забрани ерга омнес кои што важат и во внатрешно правниот поредок и промен, а не само за надворешна употреба. Како заклучок, професор доктор Игор Јанев вели, Преспанскиот договор како нелегален акт мора веднаш и безусловно еднострано да се раскине со дипломатска нота за раскинување испратена до владата во Атина и до генералниот секретар на Организацијата на Обединетите нации. Советот за безбедност, председавачот на Генералното собрание и сите држави членки на Организацијата на ООН, во нотата до Организацијата на Обединетите нации треба да се побара продолжување на членство, значи да се продолжи членството под името Република Македонија. Продолжение, а не креирање нешто што е крајно понижувачко и етноцидно и мислам геноцид на нашата култура и на нашиот етнос, на нашиот народ и земја. Оваа нота до Генералното собрание на Организацијата на Обединетите нации треба да биде со предлог резолуција на Генералното собрание за продолжување на членството под идентитетот Република Македонија. Никогаш не сме да се заборави дека деноминацијата поранешна Југословенска република Македонија била привремена, иако траеше долго време, беше привремена и никогаш не била ниту е легална во меѓународното право. Тука немаме идентификација и каква било легитимација, што е нужен правен капацитет или правна основа за меѓународно правните работи. Преспанскиот договор нема основна идентификација на договорните страни, бидејќи втората страна во наводници не е валидна идентификација во меѓународното право. Ова е преземено од порталот национално.мр. Ете, тоа беа две статии од професор доктор Игор Јанев покрај сите оние епизоди снимени кои што се на YouTube каналот и слободно можете да ги слушате.
obično jedna do dve četiva se pokrijeni vo sekoja epizoda. Na angliski jazik se na toj način da se dopre i javnost što zborува angliski jazik, okolo вистината на тој договор. Ам, така да, јас ви благодарам за вашето внимание. А, ве разбирам дека многу од вас сте запознати со ова тема и вие како нас сте фрустрирани и загорчени од непревземањето на никакви мерки, а камоли некаква си нота до Атина и до Обединетите нации да се раскини тој така наречен договор, кој што е нелегален. За нелегалноста на договорот имаме доказен материјал, кој што е ни доаѓа од најголемиот стручњак на правото околу овие работи, а тоа е професор доктор Игор Јанев. На професор доктор Игор Јанев му благодариме за можноста да ја споделиме, ги споделиме овие информации, овие статии од него и ве молам ако имате, ако сакате да помогнете на некаков начин или обратете се до професор Игор Јанев директно или испратете нота до нас, ќе видиме ние на кој начин можеме да ве вклучиме со него и што треба да се направи. И уште еднаш би сакала да ги потикнам премиерот и председателот на Република Македонија да не заборават дека се тие избрани од народот, од македонскиот народ и оние што живеат во Македонија, и дека имаат навистина голема задача, но една од најголемите задачи, може и најголемата, најбитна задача е да испратат нота до Атина и до Обединетите нации, за да се тој чин, да му се стави крај на тој чин еднаш за секогаш. Не дозволувајте и понатаму да продолжи ова нешто. Се разбира, во Македонија постојат многу проблеми, многу корупција, затоа имаме изборувано на каналот Откритија со Ана Бобинкова Мијаковска и со Агапи Тофиловска и со други наши соработници, така да преземете мерки. Ја имате нашата поддршка од Австралија и од другите делови на светот каде и да сме. Ви благодарам, се гледаме следниот пат. Ја следевте програмата на македонски јазик во Фокус со мене Силвана Павловска.